Повеќе од 100 луѓе планираат да го тужат хип-хоп могулот Шон Диди Кумс за сексуален напад, силување и сексуална експлоатација, изјави американскиот адвокат Тони Басби. Тој додаде дека некои од наводните жртви биле малолетници кои биле злоставувани кога имале 9 години. Ерика Фолф, правната застапничка на КОПС, кажа дека тој категорично ги негира обвинувањата, велики дека се лажни и клеветнички. Јас и мојот тим ќе превртиме секој камен за да се најдат сите потенцијално одговорни страни во наводното злоставување или кој било поединец и субјект кој имал корист од ова страшно однесување, изјави Басби. Копс беше уапсен минатиот месец откако беше обвинет за бројни кривични дела, како трговија со луѓе, рекетирање и киднапирање, при што му било одбиено барањето за кауција. Басби вели дека вкупната бројка жртви кои ги застапува е 120 и половина од нив се мажи. Тој откри дека 25 од жртвите биле малолетници, со што Комс првпат се соочува со обвинувања за сексуално злоставување деца. Обвинувањата временски се протегаат од 1991 година до ова, но Басби вели дека најголем дел од инцидентите се случиле по 2015 година. Селена Гомес неудамна постигна уште еден голем успех во кариерата, стана милиардерка. Издавачката куќа која го предводи Bloomberg Billionaires Index соопшти дека нејзината вкупна нето вредност сега изнесува 1,3 милиарди долари, најмногу благодарение на нејзиниот бренд Rare Beauty. Селена сега го коментираше нејзиниот успех. Многу сум благодарна за тоа, но мислам дека е невкусно да се зборува за пари. Можам да им се заблагодарам на луѓето кои ги купуваат моите производи за овој успех. Тие се оние кои го остварија овој мој сон, така што јас сум навистина почестена и едноставно среќна, рече 32 годишната пејачка за Entertainment Tonight. Селена е исто така една од најмладите самосоздадени милиардери во Соединетите Американски држави. Со проекција на филмот Дали си маж на Ѓорче Ставрески на плочникот позади Соборниот храм официјално беше отворено уште едно издание на Дзирни, фестивал на филм и музика. И оваа година Дзирни нуди одлична филмска програма во комбинација со добра музика, изложби, представи и добра забава за љубителите на филмската уметност во градот. Фестивалот се одржува на неколку урбани локации во градот. По проекцијата на филмот на Ставрески, кој е дел од официјалната конкуренција, беа прикажани и филмовите Frame of Mind и Bug, Кафе Марлин, кои се исто така дел од официјалната селекција. Во 20 часот беше отворена изложбата на аналогни фотографии Мозаик во зрно на Љубомир Трајковски, а во Кафе Котур DJ Укс направи одлична музичка селекција. Со концерт на солистите Линда Хедлунд, виолинистка од Финска, и Антонио Ди Кристофано, пианист од Италија, во придружба на Битолскиот камерен оркестар, почнува ново издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест. На вечерашниот концерт, што ќе се одржи на големата театарска сцена Благој Стефановски, ќе бидат изведени дела од Бах, Леклер и Шопен, најавија организаторите на Интерфест. Во Битола до 11 октомври ќе настапат уметници од Шпанија, Иран, Италија, Финска, Србија, Босна и Херцеговина, Швајцарија, Франција, Македонија и Австрија, која ќе биде представена од виенските симфониски виртуози Клаудија Кефер Гинделхумер обоа, Рудолф Гинделхумер флейта и Карл Айхингер пијано, изјави за Мија Милица Шперовиќ Рибарски, уметнички директор на Интерфест.